на Канал 8, добродојдовте. Во Кочани регистриран најголем број заразени од COVID-19 од почетокот на епидемијата. Вкупно 17 во последните 24 часа, информира Министерството за здравство. Вкупната бројка на активни случаи во Кочани во моментов се искачи на 76, а во Виница 28. Најголем број заразени од почетокот на епидемијата во еден ден во Кочани бележи Министерството за здравство. Бројката е 17 новозаразени со вирусот, а во Виница ниту еден новозаразен во последните 24 часа. Во Кочани повчерашните 3 новозаболени и последните 17, бројката на активни случаи во моментов во Кочани изнесува 76, а во Виница активни на коронавирусот се 28, информираат од Министерството за здравство. Во последните 24 часа се направени 1674 тестирања. Регистрирани се 186 нови случаи на COVID-19 и тоа во Скопје 56, Куманово 16, Штип 8, Прилеп 7, Тетово 10, Струга и Битола по 6, Охрид, Радовиш и Свети Николе по 2, Кавадарци и Делчево по 4, Гостивар 18, Гевгелија 5, Струмица 12, Клима Паланка и Кичево по 3, Кочани 17, Пробиштип, Македонски Брод, Валандово, Ресен и Велес по 1. Институтот за јавно здравје регистрира 85 оздравени пациенти, од кои 20 од Кочани. Починати се 7 лица, еден пациент од Куманово на 53 годишна возраст, 20 пациенти од Струга 68 и 70 години, еден од Гостивар 61 година и тројца пациенти од Делчево на 43, 60 и 78 години. Сите пациенти се починати во болнички услови. Вчера почина пациент од Кочани на 77 годишна возраст. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 16.274. Бројката на оздравени пациенти е 13.635, на починати е 675, а во моментов бројот на активни случаи во земјава изнесува 1964. Општина Кочани ја објави тендерската постапка за избор на фирма која ќе ги изгради 20-тината објекти во кои ќе се преселат жителите од старата касарна. Средствата за реализација на проектот, чија вредност е околу 315.000 евра, целосно се обезбедени од државниот буџет. Локалната самоуправа на Кочани го објави јавниот повик за пријавување заинтересирани фирми од Македонија за изградба на објекти во кои треба да се преселат жителите од старата касарна. Претходно од државниот буџет беа обезбедени околу 19,5 милиони денари, што се неопходни за изградба и опремување на кукичките, а општина Кочани со околу 170.000 денари од својот буџет ја финансираше изработката на техничко-планската документација за нив. Според планот, ќе се градат вкупно 7 објекти, а секој од нив ќе располага со по 4 одделни стамбени единици. Секој стамбен простор пак е со површина од околу 30 метри квадратни, на кои се планирани спална и дневна просторија, чајна кујна со трапезарија и бања. Се планира просториите за живење да се загреваат со клима уреди, а сите објекти да бидат приклучени на постојната водоводна и канализацијска мрежа. Од општината очекуваат дека целата постапка ќе заврши во предвидениот рок и конечно проектот ќе може да се види на терен. Ќе можеме да отпочнеме со фазна градба на овие кукички каде што ќе бидат сместени лицата од касарната. Општина Кочани исто така покрај целокупната локална урбанистичка планска документација и изработката на проектот има обврска преземено да изгради пристапен пат, одвод на отпадните води, како и довод на вода. Што значи дека ова е еден покрупен проект, каде што само за градба на кукичките се предвидени околу 20, односно се потребни 21 милион денари и со целокупната друга инфраструктура која што презема обврска да изгради општината, се надевам дека овие луѓе за одредено време ќе добијат своји пристојни живеалишта. Парцелата на која ќе се градат новите живеалишта за лицата од старата касарна е со површина од близу 3 хектари и се наоѓа на земјиште во сопственост на Република Македонија, на северниот дел на Кочани, источно од фабриката за вода во местноста Пресечена скала. Во планскиот опфат се планирани околу 20 градижни парцели. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми на тендерската постапка за избор на изведувач трае до 30 септември.
За реализација на проектот е предвиден рок од 1 година од денот на воведувањето во градежните работи, што значи дека пред почетокот на идната есен, жителите од старата касарна ќе можат да се преселат во новите домови. Набавката на нафта за затоплување на училиштата во општина Виница се уште не е завршена. Со распишаниот тендер за избор на снабдувач се предвидува да се потрошат околу 36.000 евра, со кои освен за образовните институции, ќе се обезбеди нафта и за локалната самоуправа и за општинската библиотека, како и за Домот на културата. Во општина Виница привршува постапката за обезбедување нафта за загревање на јавните институции, што се под нејзина надлежност, а за што беше распишан и јавен повик за избор на снабдувач. Планирано е пред предстојната грејна сезона да се обезбедат потребните количини нафта за основното училиште Славчо Стоименски, за детската градинка Гоце Делчев, како и за библиотеката, просториите на локалната самоуправа и на Домот на културата. Според техничката спецификација во тендерската постапка, предвидените максимални потреби изнесуваат 45.100 литри, за што според актуелната цена на екстра лесното масло за грејење би се потрошиле околу 2.200.000 денари. Најголеми потреби за течниот енергенс се планирани за детската градинка Гоце Делчев, каде се необходни околу 20.000 литри. За затоплување на просториите на основното училиште Славчо Стоименски и на локалната самоуправа ќе отпаднат 10, односно 12.000 литри, додека за библиотеката планирани се 2.600, а за Домот на културата 500 литри нафта. Во јавниот повик, што веќе заврши, беше нагласено дека овие количини се максимални, а локалната самоуправа на Виница не е обврзана да ја нарача вкупната количина за секоја од институциите. Тоа значи дека испораката ќе зависи од потребите на субјектите корисници. Општината, која се јавува како нарачател, е обврзана плаќањето на испорачаните количини да ги плати во рок од 30 дена. Притоа набавката ќе се реализира сукцесивно според потребите, а во период од 90 дена по склучувањето на договорот за набавка. Со промоција на книги, трибина и читање пораки, библиотеката Искра го одбележа Меѓународниот ден на литературата за деца. Станува збор за проект кој се реализира секоја година во април, но поради состојбата со COVID-19 беше одложен за септември. По неколку месечно одложување заради состојбата со COVID-19, библиотеката Искра од Кочани го одбележа Меѓународниот ден на литературата за деца 2 април. Одбележувањето започна со посета на 5 основни училишта во Кочани, каде представници од библиотеката ги избогатија училишните библиотеки со книги и литература за деца. Во дворот на библиотеката се одржа фестивал на децата, книгата и музиката, каде што беа доделени благодарници на поддржувачите и помагатели на работата на библиотеката. Благодарница беше доделена на општина Кочани, ја прими градоначалникот Никол Чејлиев, кој ги поздрави присутните, како и на Ротари и Ротаракт клубот Кочани Виница, компанијата Амфенол и општинската организација на Црвен крст Кочани. Истата се одбележува денеска со познати причини, па пролонгирана и одолжена од месец април, во присуство на истакнати дејци на современата македонска литература за деца. Добитникот на наградата Ванчо Николевски за 2019 година, академик Зоран Бејковски, понатаму присуство на професор доктор Јованка Денкова од Педагошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, понатаму драматург Трајче Кацаров, авторите Филип Динковски и Елима Казлиева, која што ќе учествува во излагањето на трибината на тема за афирмација на литература за деца, и представници од Биро за развој на образованието, господја магистар Татјана Лазарова Осоговска. Цел на програмата е да се афирмира литературата за деца и да се потикнува всушност љубовта кон книгата уште од најмлада возраст. Ова е програма која што се реализира веќе 9-та година поред, а како проект од национален интерес во културата 4-та година поред на Министерството за култура, подржано и од општина Кочани. Подршка и добиваме и имаме долгогодишно пријателство и конструктивна соработка со Ротари клуб Кочани Виница, компанијата Амфенол Кочани Македонија, општинската организација на Црвен крст од Кочани,
и од оваа година Ротаракт клуб Кочани Виница, за што искрено и благодариме. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на литературата за деца се одржа трибина на тема специфичноста, позитивните влијанија и присутноста на литературата за деца во детскиот развој и во креирањето на детскиот свет. Излагачи беа професор Јованка Денкова од Филолошкиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип, магистер Татјана Лазарова Осоговска и магистер Елима Казлиева. Во продолжение на манифестацијата, членови на литературниот клуб Копнеш читаа меѓународни пораки по повод денот на литературата за деца, а беа промовирани две книги: Мали детски разговори од авторот Зоран Пејковски, како и книгата Заедно да растеме од Филип Димковски, чии промотори беа магистер Љупка Стојменова и драматург Трајче Кацаров, а потоа следуваше и музичко-ритмичка композиција. Проектот финансиски е поддржан од програмата за проекти од областа за заштита на културното наследство за 2020 година при Министерството за култура и општина Кочани. За време на одржување на настанот беа запазени сите мерки и протоколи за заштита од коронавирусот за одржување на јавни културни настани. Заинтересираните ликовни уметници, поединци или здруженија ќе имаат можност да цртаат мурали или графити на јавен простор во Кочани. Општината објави јавен повик со кој ги поканува да се пријават и да ја образложат својата идеја. Рокот за пријавување е до 25 септември. Локалната самоуправа на Кочани објави јавен повик за пријавување на поединци и здруженија за цртање мурали и графити на јавен простор на подрачјето на општината. Според условите во повикот, можат да се пријават поединци и здруженија кои работат во сферата на културата и уметноста, ликовни уметници, средношколци, студенти, професионални сликари и други лица кои цртаат мурали и графити на јавен простор. Локацијата на која ќе се цртаат графитите, односно муралите, е подпорниот зид кај атомските згради. Темата на цртање е според слободна идеја и избор на подносителот на пријавата. При тоа, истата не треба да биде извор на поттикнување расна, национална, политичка, верска или друга неравноправност или омраза. Авторите кои ќе бидат избрани на јавниот повик треба сами да го обезбедат комплетниот материјал и ресурси за реализација на муралот или графитот. Пријавата може да се поднесе преку електронска пошта на мејлот kultura@kocani.gov.mk или пак во едношалтерската канцеларија на општина Кочани до одделението за јавни дејности. При тоа, заинтересираните лица треба да достават кратка биографија, цртеж, скица на предлог муралот, како и опис и негова приближна големина. Исто така, треба да се приложат и претходно изработени дела, односно фотографии од нив. Дополнително, неопходно е да се достави и предлог буџет за средствата што се потребни за реализација на муралот, како и изјава за лични податоци и изјава за прифаќање на условите од јавниот повик. Крајниот рок за поднесување на пријавите е до 25 септември. Со настап на 11 оркестри на ансамбли од целата држава на плоштадот во Виница спуштена завесата на овогодишното издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Поради пандемијата со COVID-19, годинава трите фестивалски вечери се одржаа онлайн, а една со физичко присуство. Иако годинава во воредни услови заради здравствената криза со COVID-19, сепак се одржа јубилејното 35-то издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Истиванско здравоживо. Се одржаа три фестивалски онлайн вечери со видео настапи на светски познати ансамбли од земјава и странство и последната фестивалска вечер со настап на оркестри на ансамбли на плоштадот Ангел Винички во Виница, меѓу кои настапи и оркестерот при ансамблот за традиционална музика и игра Митко Алексов од Кочани. Од раководството на фестивалот и домаќинот ансамблот Китка го истакнаа задоволството за организацијата. Фестивалот траеше со 4 фестивалски вечери, со тоа што првиот ден почнавме со промоција на ново аудио CD на Китка со 20 точки numeri со песни и ора од регионот на Истивања. Потоа одевме со 3 фестивалски вечери онлайн, кои што одеа на YouTube и онлайн, со тоа што беа изберени, селектирани ансамбли од сите континенти и од европскиот се разбира, освен од Австралија, и тука беа скоро сите професионални ансамбли од странство кои што требаше да бидат учесници на јубилејното издание, но поради ситуацијата со COVID-19 мораше така да биде.
Потоа четвртата финална вечер се случи на плошад Ангел Венички со учество на македонски ансамбли и тоа оркестри, вокално-инструментални состави од сите градови на Македонија. Настапија 11 ансамбли, со и тоа врвни, со својот квалитет го докажаа настапот во Виница и беше навистина, спазувајќи ги сите протоколи за COVID-19, а јас сум премногу задоволен од самата организација, од моите членови од ансамблот Китка, кои навистина беа доследни да го организираме овој фестивал, и сите учесници си отидоа задоволни со тоа што ете и во таква ситуација може такво нешто се организира. Ова издание на Истиванско здравоживо беше јубилејно. Се одбележаа два значајни јубилеја: 45 години од формирањето на Китка од Истибања и 35-то издание на фестивалот Истиванско здравоживо. На последната фестивалска вечер на плоштадот во Виница, освен градоначалникот Ивица Димитров, кој цело време го следеше фестивалот и е подржувач на истиот, присутен беше и председателот на ЦИОФ на Македонија Антонио Димитровски, кој го изрази задоволството што и во услови на COVID-19 се организира ваков фестивал, кој оваа година требаше да биде ставен на листата меѓу првите светски познати фестивали од областта на фолклорот, но тоа ќе се случи во 2021 година. Организатори домакин е фолклорниот ансамбл Китка од Истибања под покровителство на општина Виница и Министерството за култура. На фестивалот беа доделени благодарници и плакети на сите подржувачи и помагатели, меѓу кои на Канал 8 телевизија, како медиумски покровител, кој ги пренесуваше во живо трите онлайн фестивалски вечери. Почитувани, со временската прогноза ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.